Денеска зборуваме за една убава тема, правилниот раст и развој, здравието на бебињата, доенчињата, што е она што како потреба го имаат тие, а како најдобро да им се излезе во пресред за да биде се онака како што посакуваат и родителите и нивните најблиски. Токму на оваа тема ќе има многу прашања, ги очекуваме од ваша страна, почитувани гледачи, мајките кои со своите бебенца се веќе во своите домови, но секогаш велиме кога зборуваме за вакви теми, ги очекуваме и бабите и дедовците, бидејќи ќе слушнат нешто ново, па ќе пренесат на помладите. На оваа тема денеска во визита разговараме со примариус доктор Душко Фидановски, специјалист педијатар неонатолог, шеф на одделот за педијатрија и неонатологија во клиничката болница Аџи-Бадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден. Да. Практични совети, многу информации за младите мајки, нели велиме второ и трето дете секогаш е како ново искуство, па треба да се слушне секогаш нешто ново. Правилниот раст и развој, здравието на доенчињата. Ајде да почнеме со она прашање кое што веројатно сите си го поставуваат. Зошто бебињата плачат? Да, тоа е едно од најчестите прашања и најголемиот проблем, нели, кај родителите, односно доаѓаат во голема паника и прашуваат, односно велат дека бебето многу им плаче и дека не знаат зошто е тоа така. Па одговорот мој е дека нормално е тоа така, дека бебето треба да плаче и од таму доаѓа она изрека плаче како бебе. Зошто е тоа така? Тоа е единствениот начин на кој што бебето комуницира со околината. Значи не знае да зборува, посебно нели во првите месеци, па и во текот на првата година, добива многу информации од своето тело, меѓутоа добива информации и од околината. На сето тоа бебето реагира со плач, кој што може да биде со различен интензитет, со различен тоналитет, различни карактеристики, меѓутоа сепак е плач. Така да во најголем број случаи бебето плаче бидејќи сака нешто да соопшти, а најчестите причини поради кои се јавува плачот е глад. На прво место треба да се смени памперсот, нели, има столица или има урина внатре, така да бебето се чувствува некомотно, бара да му се тоа промени, да се измени таа состојба. Понатаму едноставно сака да ја осети топлината на мајката, бидејќи основната причина поради која што се јавува таа несигурност и плачење и комуникација, потреба од повторна комуникација е тоа што бебето било 9 месеци во стомакот на мајката, биле заедно, било заштитено во темна средина, топла средина, добивало се што му треба и наеднаш сега вие го одвојувате од сето тоа, го ставате во еден свет кој што е полн со трауми за него, да ги наречам, така да бара повторно да се оствари таа симбиоза меѓу мајката и него. Така да тоа се тие 3-4 работи кои најчесто се причина за појавата на плачот. Доаѓаат секако и други состојби кои можат да бидат причина за плач, како што се стомачните тегоби, температурата во околината, да речеме претоплено или преладно, нешто што не сака да прави, да речеме да го пресоблекувате, да биде голо или да го облекувате после тоа, да го бањате или кога ќе престанете да го бањате, плаче, така да секој една различно си реагира. Различно и нормално една помала група на состојби, односно причини за плачот е секако кога има проблем, патологија, кога има болест. Меѓутоа тој плач се разликува од малку поинаков и затоа треба да се препозна и да се разграничи. Има некои други дополнителни појави кои што треба да имплицираат дека нешто не е во ред, дека тоа не е нормален овој плач, да речем. Токму за тоа ќе зборуваме веднаш по вестите, време е за временската прогноза, вестите во 11 часот да ги слушнеме. Ја гледате денешната визита на примариус доктор Душко Фидановски, специјалист педијатар неонатолог, шеф на одделот за педијатрија и неонатологија во клиничката болница Аџи-Бадем Систина. Доктор Фидановски, зошто бебињата плачат? Почнавме причините најчестите, што е она како да се препозна и разграничи нормалниот плач кај бебето од плач кој што можеби е причина за некаков проблем. Така, значи, има некои истражувања правени кои покажуваат дека веднаш после раѓањето бебето првите ден-два повеќе спие, така да го нема тој карактеристичен плач кој што подоцна се појавува и некаде после третиот-четвртиот ден веќе се зголемува интензитетот на плачењето, кој се смета дека некаде до 6-та недела од животот го достигнува својот максимум и во просек дури е пресметано дека бебињата по 2 часа во просек дневно плачат. И тоа трае така некаде до 4-тиот месец,
После 4-тиот месец плачот се намалува по однос на време траењето и својот интензитет. А и родителите, проведувајќи го времето со бебето, веќе го на некој начин прифаќаат плачот како нешто што е, да речем, вообичаена појава кај бебето и самите знаат да проценат што на бебето му треба. Значи, ако ги исклучиме овие најчести причини за плач, ако видиме дали бебето не е гладно, дали треба да му се смени памперсот, дали случајно не има потреба само да ја осети мајката, односно да го земе некој во рацете, да види каква е температурата во околината, дали има некоја дразба која му пречи, ако сето тоа го исклучиме, тогаш веќе треба да се посомневаме дека можеби се работи за некоја патолошка состојба. Од помалку патолошките состојби, да ги наречам, веќе ги спомнав грчевите, кои се јавуваат во првите 3 месеци. Веќе после 3-тиот месец не би требало да има проблем со стомачето бебето, меѓутоа во тој период почнува периодот на дентицијата, растањето на зъбите, така да може вознемирувачки феномен да биде причина да биде растањето на зъбите. Треба родителот да провери дали случајно на десните на гингивите, посебно на долната вилица во средишниот дел, постои зацрвенување и оток, што може да е првиот знак. Бебето се лигави поинтензивно и станува повознемирено, посебно во ноќните часови. Ако грчевите се јавуваат некаде попладне и приквечер, плачењето заради дентицијата, заради појавата на зъбите е во текот на целиот ден, а посебно навечер во сред ноќ практично се буди бебето и плаче. Извинете што ќе веќе прекинам. Обично велат среќа е што секој од нас не се сеќава како е кога растеле првите зъби. Значи, страшна и неподнослива болка, така? Болката е со многу висок интензитет, така да добро кажавте, добро што не се сеќавам, иначе болката е навистина од голем интензитет. Таму некаде околу 8-миот месец веќе па бебето почнува да ја разбира околината, да ги разграничува познатите од непознатите. Појавата на непознато нешто во неговата околина, посебно непознат човек, може да предизвика силен плач. Така да во секој период од, да речам, од животот, посебно во текот на првата година, плачот може да биде од различни причини. Е се една група на патолошки состојби, каде што плачот не е само плачење, него бебето не изгледа добро, општо. Значи се менува бојата на кожата. Но тоа ќе се забележи, така ќе се види. Треба да се забележи, треба да представува индикатор дека нешто е посериозно. Бебето одбива храна, значи плачот е постојан, не со таков интензитет, се гледа дека нешто го мачи, континуирано плаче со послаб интензитет и стенка. Значи тоа веќе е знак дека нешто патолошки се случува. Не спие, значи престанува да јаде, да цица, почнува да повраќа. Појавата на повраќањето, појавата на почести истолици кои немаат вообичаената боја, нели бебињата што се на мајчино млеко имаат таа златно-жолта боја на столицата, сето тоа веќе треба да представува индикатор, нормално и појавата на температурата зголемена, значи нормална телесна температура, тука да го кажеме ова кај бебињата е некаде до 37,4. 37,4, 37,5. Веќе повисока температура од ова може да представува знак на некоја инфекција. Најчести причини од инфекциите се респираторните инфекции, стомачните инфекции. Треба да се провери секогаш да не случајно во пеленската регија има црвенило на кожата. Тоа може да биде многу болно. Многу болно, така да при секое наредно уринирање на бебето да доведе до нова иритација на веќе оштетената кожа, која предизвикува многу силна болка. Треба и тоа да се провери. Една од честите причини за патолошко плачење и патолошка состојба кај бебињата е појавата на кила. Хернија медицински кажано, тоа е она препонска ја викаме ние, која може да биде патолошка, се препознава на тој начин што во таа регија тука околу скроталната кеса се појавува топче кое е цврсто, болно на притисок и доста зацрвенето. Бебињата обично кога плачат и кога ја има оваа промена на кожата и повраќаат. Тоа е веќе состојба на вклештување на килата и треба хитно да се отиде на лекар. Има и голем број на други
состојби кои ретко се причина за да речам плач заради болест. Секако во сите овие состојби треба да представуваат индикатор дека родителот треба да го однесе бебето на лекар, за да лекарот констатира зашто точно се работи. Станува збори кои ќе го добијат нели советот и препораката од лекарот, веќе е полесно како и понатаму да се однесуваат. Вознемиреноста кај бебенцето, плачот па и оној постојаниот или долготрајниот ги вознемирува и родителите, ја вознемирува и околината, најблиските. Сите пробуваат на секаков начин да го смират, а некако не успеваат. Една препорака и совет и до татковците и до бабите и дедовците што се во околината, да не ја бараат вината во мајката, нели секогаш велат направи нешто, мора да цица, гладно или не знам што, тогаш тоа дополнително ја вознемирува и мајката. Смиреноста на мајката во многу влие на смиреноста на бебето. Ако мајката е вознемирена, бебето тоа го чувствува и станува уште повознемирена. Ако околината е вознемирена, сето тоа се пренесува. Има едно интересно истражување, тука би сакал да го спомнам. Приметено е дека децата на африканските мајки, значи кои што живеат во Африка, и на африканските жени кои живеат некаде на друго место вон од Африка, не плачат воопшто. Тие се многу помирни, да речем, отколку европските деца. Тоа е заради начинот на кој што тие ги чуваат бебињата. Тие се постојано со нив. Можеби сте имали прилика да видите дека тие имаат како едни торби кои што ги носат најчесто на грбот или напред, во кој што е торба ставено бебето, не го гледаме воопшто, значи тоа е внатре. И таа е постојано со своето бебе. Дали оди на работа, дали оди во јавен превоз, дали вози автомобил, дали тие што живеат во рурална средина, работи некаде надвор, или надвор, да. Бебето е во една средина која што имитира средината на стомакот додека е 9 месеци, така да тоа е комплетно заштитено од околината, е топло внатре, е темно и ја чувствува цело време мајката. Тоа е причината зошто децата во Африка, односно на африканските жени, не плачат, а европските деца повеќе Едните се посмирени, другите така да мојата препорака е кога бебето плаче, земете го во раце, покажете му љубов. Покажете му дека некој има да се грижи за него. Најчесто причина е тоа. Бебето сака да ве осети дека сте тука и дека има некој кој се грижи за него. Многу е погрешен советот, остави го бебето, нека плаче, немој да го взимаш, ќе престане, ги вежба белите дробови на тој начин. Не треба веднаш на прва нели да се скока и да се зема веднаш после 30 секунди да речеме, меѓутоа сепак после некое време треба бебето да се земе во раце, мајката тоа смирено или таткото нормално, да го направи без да дига паники и без она непотребно обично тресење кое што некогаш посебно мислејќи дека на тој начин ќе го смириме, а всушност можеби и повеќе ќе го вознемириме. Да. Бидејќи на тој начин навистина тоа е најдобриот и најчестиот лек за плачењето. Е сега во првите неколку денови или во текот на првиот месец од животот на бебето, можеби е добро и почесто да се става на града, за да бебето цица, бидејќи тогаш количината на млекото е многу мало кај жената. Тоа се и самото бебенце веројатно нема така, се уште го нема развиено тој инстинкт. Така да е добро во првите неколку дена, посебно недела-две, да тие подои бидат на 30 минути на 1 час, а подоцна, кога количината на млекото ќе се зголеми и бебето ќе стане силно и ќе може да го извлече полесно, тогаш веќе треба да се оди на еден интервал од саат и пол, 2 па и 3, меѓутоа дозволете му на бебето да си го направи тој интервал. Тоа се да речеме редоследот само да си го направи така. Добро. Од страна изгледа многу едноставно, ама воопшто не е едноставно така да се израсне едно бебенце. И да се излезе во присрет на сите негови потреби кои што ги има. Меѓутоа велам повторно дека родителите се тие кои што треба да се прилагодат, да ги научат навиките на бебето. Треба да го наблюдуваат, треба да ги практикуваат овие совети, меѓутоа самите да се изградат една филозофија, еден пристап на чување на бебето, придржувајќи се на овие принципи кои ги кажуваме. Така, ќе биде полесно и подобро и за нив и за бебенцето. Гледачите веќе се на линија, да ги вклучиме и да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Поздрав до тебе и до докторот. Сакам едно прашање. Имам 6 недели мало бебе
Па, вака, ја однесов кога имаше 4 недели на вакцина, напредуваше 800 грама. Сакав да прашам дали е тоа добро, ама вака цица и го дојам бебето, ама не знам, мислам дека не е доволно. Па дали треба да и давам уште вака млеко, да и купам овие Аптамил што се или Новалак ми рекоа дека добар е. Да го прашам докторот какво прашање како ќе ми одговори. Ќе добиете совет и препорака веднаш, да. Ви благодариме за јавувањето, одлично прашање за доењето. Може ли мајката сама да процени дали е доволно млекото за бебенцето или не? Па има некои показатели кои многу тешко е да се каже, и тоа е прашање едно кое често се поставува, дали имам доволно млеко. Значи обично велиме дека ако интервалите на доењето се помеѓу 1,5 и 3 часа, помеѓу 2 оброка, дека бебето доволно прима млеко. Вториот индикатор е секако столицата на бебето. Значи бојата на столицата треба да биде жолта, ние велиме златно жолта. И третиот показател е исполнетоста на памперсот со урина. Значи ако на секој 2 до 3 часа има полн памперс, и тоа е знак дека бебето добро прима храна, односно дека мајката има доволно млеко. Мајката се чувствува постојано жедна, чувствува дека пред и по подојот има разлика во волумено, да речам, на градите, односно чувствува празнење на градите, и го слуша бебето не само дека цица, него и голта за време на цицањето. Доволно е да биде активно 5 до 10 минути, значи да слуша да голта и да доволно се нацица. Ова се вака некои индиректни, да ги наречам, показатели кои кажуваат дека доењето е успешно, односно мајката има доволно млеко. Дефинитивен показател е тежината, телесната тежина која треба да се следи барем на 2 до 3 недели. Ние практикуваме во нашата болница првиот месец контроли на тежината на еднаш неделно, значи секоја недела, а после првиот месец тоа го правиме на поголеми интервали. Слушнав тука гледачката дека рече дека бебето кога биле на вакцина напреднало 800 грама за еден месец и дека е само на мајчино млеко. 800 грама е сосема добро, значи тоа е во тој просек од 700-750 грами месечно во првите 3 месеци добиваат. И тука плюс минус можеме, така? Некој 100 грама, 150 грама да одземеме или да дадеме. Ова е тежина која што е сосема задоволителна, а ако ги има сите овие други претходно што ги спомнав индиректни показатели присутни, можам да кажам дека напредува сосема доволно и дека не му треба дополнително млеко адаптирано формула, односно тоа што го спомнаа. Така, нема потреба, штом веќе доењето си е почнато и си се одвива како што треба, да не помислуваат и да не размислуваат воопшто за и да не се решаваат многу лесно бидејќи многу лесно да се купи млеко, да се земе флашет, шишенце и цусла и да му се даде на бебето, тоа ќе го испие најверојатно и тоа млеко. И тоа на тој начин правиме голема штета. Значи внесуваме млеко кое е тотално несоодветно за бебињата, сепак се работи за млеко кравио адаптирано фабрички. И второ, правиме ситост ке бебето и помалку да цица од мајката, на тој начин го намалуваме и количината на млекото кај мајката и доведуваме до состојба да го изгуби тоа млеко што го има. Да го слушнеме и следниот гледач. Повелете, добар ден, ве слушаме. Добар ден, Лидија на телефон. Имам внука од Добршани, од Кумановско. Добро. Од памперси е алергична. Ако купиме некоја лишта, испрло се. Што може тоа да биде? А возраста кој е? 6-месечно бебе. 6 месеци, така. Памперсот нели некаде до 2 години од прилика се практикува. Дали тоа во Пеленската регија само Осип или има и по другите делови? Влажни марамици и по цело тело се испрла, ако облече од продавница да купиме лиште, облече се и испрла се. Така. Од што може тоа така да биде? Уште од бебе е така. А некаква проверка, испитување? Немате направено до сега? Не. Само баба и права баба што е. Јас сум од мајка и баба.
Добро, еве, советот да слушнеме од доктор Фидановски токму до вас, што би можеле да направите? Многу честа проблематика, посебно во текот на првата година, па и во првите 6 месеци. Ако во првиот месец не ги земаме за многу сериозно, да речеме, тие осипи кои се јавуваат по кожата и кои се една нормална физиолошка, да речем, реакција на околината. Нели, веќе реков, бебето доаѓа во контакт со нешто што е за него потполно непознато и кожата е еден од најсензитивните органи, реагира на таа промена, така да се јавуваат осипи кои се појавуваат и се губат. После тоа е можно да се појават осипи, најчесто во пеленската регија, така да тие осипи во пеленската регија, да, спомна гледачката дека памперсот може да е причината и памперсот, има различни врсти на памперси, не секој памперс е соодветен за секој бебе. На едно бебе му одговара еден памперс, на друго може да проба да го смени памперсот. Основно е да се менува памперсот кога има столица. Значи не мора толку често да се менува заради присуство на урина, да речеме на секој 3 до 4 сати може да се смени, ако има само урина, меѓутоа ако има столица треба веднаш да се смени, бидејќи столицата е таа која доведува до иритација и до оштетување на кожата. Доколку се појават такви промени на кожата, треба убаво да се измие со бебешко сапунче и со вода, да се упие добро влагата, значи тоа е многу важно, пред да се стави памперсот, пелената, да убаво се упие влагата. Дури ако треба да остане малку подолго време на отворено, на воздух, пред да се затвори таа регија со памперсот. И секако, доколку постои црвенило, иритација, да се стави некој од многуте креми кои содржат цинк. Значи цинкот прави заштита на таа регија и овозможува кожата само од себе полека да се возобнови, така да потоа да се премине на онаа нормална нега, на оние креми кои нормално се користат, откако ќе помине црвенилото. Сега појавата на осипите на другите делови од телото, од која било облека која што ќе се... Да, веќе може да се работи за некоја алергиска реакција. Најчесто алергиските реакции се јавуваат на храната која ја внесува бебето, дали е на мајчино млеко, значи преку храната што мајката ја прима. Ако е на вештачко млеко, значи на формула, тогаш дефинитивно големи се шансите да реагира на некој од состојките на кравието млеко, најчесто се тоа протеините на кравието млеко. Така да тука можеби треба да се бара причината и секако да се консултира со лекар за да констатира за што точно се работи. Посебно овие осипи се јавуваат кај деца, алергиски осипи, ако во фамилијата постои, велиме ние, фамилиарна предиспозиција. Значи, другите членови од фамилијата имаат некоја форма на алергија. Има големи шанси да и кај бебето се работи за алергија. Меѓутоа, тоа треба да го констатира лекар. На второ место се контактните алергии, значи, она што доаѓа во контакт со бебето. Препорачуваме секогаш памучна облека да се користи, да се користат прашаци за миење, за перење на лиштата, кои се бебешки, значи има во продавниците таков тип на прашаци, и да не се користи премногу омекнувачи и прашаци што помалку да се повеќе да биде нели на вода, миењето и секогаш да добро тоа се исплави. Така да нема остатоци од детергентот кој што може да биде причина за алергијата. Контакт со нас, значи со луѓето, со околината исто може да биде причина, посебно машките со деловите од телото, брадата, значи може иритативно да делува. Употреба на козметички препарати кај жените, парфеми, сето тоа може да биде причина за алергија кај бебињата и многу често храната која конзумира мајката ако го дои бебето. Има многу алергени кои што може да бидат внесени преку храната, да одат кај бебето и да доведат до појава на алергија. Значи мора прво да се констатира, а потоа следи третманот, моја препорака е, значи доколку се користи било каква крема, да биде тоа на природна основа и да не содржи кортикостероиди. Значи многу често се решаваат за жал некои од па и колегите, меѓутоа и луѓето сами на своја рака да употребат крема која содржи кортикостероид,
која ќе доведе до еден брз, меѓутоа краткорочен, викам, ефект, повторно ќе се појават проблемите. Треба да се бара причината... Основното ќе си остане неизлечено и после извесен период може повторно да се појави. Така да, тоа е вака накратко, ако можам да кажам... Како совет и препорака, а ви ќе останува на нив, нели, кога ќе почнат со сето тоа, да. Следуваат реклами, почитувани гледачи, но веднаш по рекламите продолжуваме со визита нашата тема, вашите прашања и јавувања. Продолжува денешната визита на примариус доктор Душко Фидановски, специјалист педијатар неонатолог, шеф на одделот за педијатрија и неонатологија во клиничката болница Аџи-Бадем Систина. Доктор Фидановски, пред да преминеме на доењето и на дохранувањето, само кратко, кога станува збор за бебешките грчеви, ги спомнавме и како причина за плач и за вознемиреност. Што можат родителите да направат? Само помалку да ги смират и да го чекаат оној период некаде 3-4 месеци самите да исчезнат и да се повлечат, така? Да, обично така се вели, бидејќи тоа е една од тие физиолошки нормални појави, кои може да бидат повеќе или помалку изразени, има своји некои карактеристики. Тоа е, да речеме, она веќе плачење за кое веќе зборувавме, кое е многу интензивно и трае со часови. И се повторува секој или секој втори или трет ден. Обично се јавуваат некаде после втората недела од животот и траат некаде до крајот на третиот месец. Со најсилен интензитет, за среќа, се јавуваат само кај еден мал процент од бебињата, тоа е некаде околу 5%. Главната причина за грчевите е воздухот, гасовите кои се создаваат во цревата. Цревата се незрелели и не се спремни се уште да ја прифатат храната, без разлика дали е тоа мајчино млеко или е формула. Она што треба да го направат родителите е да после подојот, значи го држат малку исправено бебето, едно 5 до 10 минути, за да го исфрли воздухот преку устава на подригнување, нели што го викаме ние, и нежно можеби малку да го тупка по долниот дел, за да тие вибрации се пренесат на стомакот и да на тој начин настане прскање на воздухот, односно оној воздушни меури кои ги има во стомакот и кои се причина за грчевите. Секако помагаат и некои бабини, да речем, лекови кои што се спомнуваат, а тоа е апликација на топло на стомакот, значи ставање на топла пелена, термофор, со тоа да внимателно секогаш преку облеката да не дојде до некој несакан ефект, да дојде до иритација, па и појава и на изгоретини. Сме имали такви ситуации. Топлото исто помага загревањето на стомачето да се надминат тегобите. Се става бебето на стомак, значи да лежи на раката на мајката или на таткото, така да повторно од нашата телесна температура се пренесува на и ве чувствува дека сте тука блиску до него, така да и тоа го смирува. Добро е да се проба и масажа на стомачето, значи на голо стомаче, со концентрични движења околу папокот, во стрелките на движењето на часовникот, се прават концентрични кругови околу папчето. На тој начин се бутка содржината и гасовите да одат према излезот. Значи тоа е, затоа велам во стрелките на часовникот, затоа што тоа е насоката на движењето на гасовите низ цревата. Така да тоа се некои, да речам вака, практични совети кои што ќе смират вообичаени, кои што колку нема да доведе сигурно до тоа да тие поминат, меѓутоа ќе му биде полесно на бебето. Она што треба го знаат родителите, дека ова не е болест. Дека на бебето ништо нема да му биде. Треба да бидат смирени и да се навикнат едноставно да сватат дека тој период ќе помине. Тешко е навистина, само тој што немал дете со такви тегоби, ќе рече, ајде, не е тоа ништо, меѓутоа ги разбирам родителите, мислам се вознемирени, меѓутоа мора да бидат смирени и со тек на време стануваат смирени и многу полесно го поминуваат овој период. Сега и научат и како да му олеснуваат од време на време помалку. Има и некои средства кои се даваат, значи обично чаеви се спомнуваат. Ја не сум многу присталица на давањето на чаевите, бидејќи чаевите за да помогнат, кои се даваат на бебето, треба се дадат во голема количина. На тој начин, значи средствата што ги има внатре, тоа е кимот, да речеме, коморачата, тоа се билки кои што помагаат на смирување на стомакот. Меѓутоа треба да испие многу чај бебето за да тоа помогне. Ако испие многу чај, го компромитира доењето. Значи внесува засити, ќе биде вода, како најадено, ќе се почувствува. И нема да напредува како што треба. И тука се различни други препарати кои се дадат во форма на сируп или капки кои содржат симетикон. Симетиконот е материјата која што ги ослободува гасовите. Така да
Има многу такви препарати, тоа што веќе го рековте, треба да се проба повторно по совет на лекар, меѓутоа не значи дека тоа ќе биде 100% делотворно и дека ќе исчезнат грчевите наеднаш. Ќе се чека природно да си се повлечат тие самите, да. За доењето знаеме дека е многу важно и секогаш е на прво место и велиме доколку мајката може да го дои да не го исфрла тоа, нели, да не го да го прифати едноставно како начин на кој што е најдобар за хранење на бебенцето. Но кога треба да се почне со дохранувањето? Доењето си останува до кој период и кога да се почне, од кој месец? Прашањето е многу добро, многу на место и многу често поставувано и треба да се знае. Само би сакал уште еднаш да се навратам на ова претходно што го кажавме, има врска со доењето, значи како совет за намалување на стомачните грчеви многу е важно исхраната на мајката која што дои. Каква храна внесува? Значи нема забрани, велам ја секогаш, нема забрани посебни по однос на храната кај мајката. Може да јаде се и да пие. Она што е забрането се пушење на цигари и жесток алкохол. Се друго може да се јаде. Треба да се внимава на потешка храна, како што е зелка, граф, краставица. Да речеме, тоа се тие неколку работи кои може би кај некои деца ќе предизвикаат стомачните гоби. Газираните пијалоци исто така може да представуваат проблем и цитрусните овошја. Многу често доелките пијат сок од портокал, свежо исцеден портокал, тоа е многу добро, меѓутоа знае да представува проблем за бебето, односно биде причина за неговите стомачни тегоби. Мала една само дополнување на ова што веќе го кажа. И мајките што да по однос на доењето, значи доењето е идеална храна, односно мајчиното млеко е идеална храна за бебињата. Тоа ги задоволува сите негови, велиме, квалитативни и квантитативни нутритивни потреби, значи има се што треба за бебето и количината е таа која што треба да ја добие. Значи нема прејадување или дебелење од мајчино млеко. Тоа е така се некаде до 6-тиот месец. Значи се смета дека во првите 6 месеци доењето може комплетно да ги задоволи потребите на бебето. Така да нашата препорака е, она што се вели ексклузивно доење, да биде само на мајчино млеко во првите 6 месеци или најмалку 6 месеци, односно некаде меѓу 4-тиот и 6-тиот месец веќе можеби треба да се размислува за отпочнување на друга храна, внесување на немлечна храна, бидејќи веќе после 6-тиот месец потребите се поинакви на бебето и треба да внесува нешто што го нема во таква количина и од тој тип во мајчиното млеко. Значи некаде од 6-тиот месец се почнува со друга немлечна храна. Порано препораката беше да се даде овошје. Сегашните препораки, па и мојата препорака која јас ја застапувам е да се почне со зеленчук. Зошто? Да, секогаш прво се почнуваше со овошни сокчиња и кашички. Овошјето во принцип е нешто што по вкус секако ќе го прифати бебето. Зеленчукот можеби е нешто што е помалку вкусно. Така да, ако прво му се даде овошје, тоа веќе ќе има сознание за некој вкус кој што е добар, па може би ќе има проблем да потоа се даде зеленчук кој е помалку. Ќе ги сака само овошните кашички и сокчи, така да. Примање само на овошни каши и посебно во поголема количина, а посебно на соковите е внесување на голема количина на јаглени хидрати, кој може да биде причина за дебелење и за промени, оштетување на забите подосна кога тие ќе се појават. Така да јас затоа велам дека и сум многу среќен кога бебињата прифаќаат зеленчук и кога ќе ми каже мајката да, ги јаде зеленчуковите каши, послабо ги јаде овошните каши. Ја им велам не се кирете во ред сте. Тоа е добро. Значи се почнува прво со зеленчук, обично компир, тиквица, карфиол, па потоа доаѓаат зелените зеленчуци како што е брокулата, спанаќот и така натаму. Принципот е да се оди постепено. Значи не повеќе од еден нов зеленчук во денот. Значи еден зеленчук се дава 2-3 дена, потоа се внесува вториот, па третиот и кога ќе се внесат повеќе типови на зеленчук, се прави комбинација не повеќе од 2 до 3 зеленчука, а количината постепено се зголемува до некоја количина од 100-150 грама. Не се заменува доењето барем на почетокот, значи си остануваат млечните оброци и понатаму. Потоа се
оди на втор оброк, тоа е веќе спомнатите овошни кашички. Ако зеленчукот се дава некаде околу пладне, овошјето доаѓа некаде пред пладне, како втор оброк. Значи, од овошјата се почнува најчесто со јаболка, крушка, потоа слива, морковот исто како зеленчук и како овошје, бананата, ние имаме тиквата кога има, нели, кога е сезона, така да како замена евентуално за банана, потоа праската, кајсијата и така натаму по истиот принцип, едно по едно, не внесување на повеќе од едно ново овошје во текот на денот. За да се види како ќе реагира организмот. И постепено зголемување нели на количината. И на крајот некаде доаѓа, мислам некаде таму после 7-8 месец, се размислува на внесување на трет оброк. Тоа се оние кашички од житарки. Се препорачува кога ќе се почне, тоа е некаде 6-7 месец, да се дадат житарки кои не содржат глутен. Глутенот е еден силен алерген и затоа кога се почнува се дават житарки кои не содржат глутен. Тоа е пченката и оризот, се безглутенски житарки. Се даваат навечер како каша, може да биде и со млеко или без млеко, а подоцна житарки се даваат и на овошјето, така да се збогатува калориската вредност на овошјето со тоа што му се додава житарката. Житарката може да се додаде и на зеленчукот. Така да полека се формираат тие три оброка какви што имаме и ние, нели, како што се препорачува цел живот да имаме три оброка: доручек, овошната каша со житарки, зеленчук со житарки или без житарки, потоа доаѓа тука, нели, и месото и жолчката од јајцето и навечер житарка, млечна каша од житарки, помеѓу оди млекото. Значи бројот веќе, кога ќе се зголеми количината на овие каши, веќе самото бебе нема да бара толку да пие млеко. И количината на млекото ќе се намали, се смета дека после 6-тиот месец количините на млеко што треба да ги добива бебето не треба да бидат повеќе од 600, 700 до 800 милитри, максимум 1 литар во тек на 24 сата. Веќе млекото не е толку важно. Во исхраната на бебето. Се си има некој редослед кој што мора, нели, да си се почитува, да си се почне. Навистина исхраната на бебето. Но во првата година е посебна филозофија и е многу важно да се стекнат навиките кои ќе имат цел живот бебето ги стекнува во текот на првата година. И правилната исхрана во овој период го следи бебето во текот на целиот живот и превенира, не е само храна, него превенира од голем број на болести кои се јавуваат потоа на некоја по-голема возраст, кај повозрастните. Пред да ги слушнеме советите и препораките од магистер Илчо Захариев, еве да се обидеме дали имаме барем едно јавување да одговориме на прашањето на гледачката која што очекуваше да ја вклучиме. Добар ден. Дали на линија сте се уште? Добар ден, повелете. Добар ден, имам тума една баба, имам внуче од 6 месеци. 7 месеци, така? Може да се ви на Дубаре? Како ќе ни повторите уште еднаш? 7 месеци, само тоа слушнахме дека 6 месеци има. Добро. Ali може да седи на Дубаре? Дали може во Дубак да биде, така? Тоа е прашањето. Добро, ви благодариме. На 6 месеци вечната дилема исто така веќе моториката е значително напредната во развојот, моториката на кај бебето, значи веќе тоа ја држи главата, меѓутоа почнува веќе и да седи. Прво без придружба, а потоа и со придружба. Индивидуално е дали некои бебиња на 6 месеци веќе можат да седат самостојно. Обично самостојното седење се случува некаде 7-8 месец. Значи зависи од степенот на интензитетот на развојот на моториката кај ова бебе, меѓутоа може да се користи дубак, со тоа да не да оди во дубак, него само да се одбива од подлогата, значи да ги вежба долните екстремитети. Значи дубак кој што викаме ние статичен, значи да нема движење. Или па ставање на сега има оние џампери кои што постојат каде што како најдолу се одбива, така да ги вежба долните екстремитети. Значи може време веќе да тоа почне полека да го прави. Ако почнува да седи без придржување, без голема помош самостојно. Веќе самостојно, Во продолжение ги слушаме советите и препораките на магистер Илчо Захариев, кој денеска ќе зборува за коријандерот, лековито растение кое што помага во продукцијата на мајчиното млеко. Добар ден, поштовани гледачи.
И денеска се повторно вашите домови со емисијата Визита. Емисија со силна просветителска функција, со голема здравствена функција, доаѓаат врвни експерти, се обработуваат многу интересни теми, актуелни теми кои ги интересираат поголемиот дел од гледачите. И јас имам една мала функција, обврска да зборувам за фитотерапијата и како фармаколог да споредам и да споделам нешто што значи современата медицина, што значи традиционалната медицина, што тоа можеме да искористиме за подобрување на нашето здравје. Иако Република Македонија има голем број на лековити растенија, имаше период кога ги позаборавивме, додека некои земји си ја продолжија традицијата. Иако во Западна Европа многу им се верува, иако 70% од народот користи хербални лекови, зошто не и ние, кога растеме во една земја која со својата клима, почва, овозможува да растат голем број на виши растенија, од кои барем 1000 се лековити. Таа голема сила на лекување, таа природна аптека треба да искористи секој од нас и затоа сега во пролета, кога растенијата цветаат, кога се берат, треба да ги запознаеме, треба да ги набереме, рационално да ги искористиме и верувајте, ќе превенираме многу болести. Денеска зборуваме за малите деца, храна, дохрана, нели? И така натаму, јас мора да опишам некој лековито растение. Па затоа се одлучив да опишам едно лековито растение кој има силна функција кај мајката, затоа што ја зголемува млечноста кај мајката, ја зголемува продукцијата на млеко, тоа е многу битно да речеме за храната на детето, затоа што моето верување како фармаколог и како стручњак е дека мајчиното млеко е најдоброто нешто за бебето. Сепак мајчиното млеко е за деца, кравето млеко е за телиња, нели? Овчето млеко е за јагниња, иако можеме да го користиме кај нашите деца, и затоа една мајка треба што повеќе да го дои своето дете, затоа што во мајчиното млеко има многу лактоза. А лактозата е шеќер кој е многу битен за развојот на мозочното ткиво, па и за интелигенцијата на децата. Така да што подолго се доа децата, тоа е подобро. Сега продукцијата на млекото, да речеме, е различна. Нашиот народ некаде 4 до 5 века наназад за зголемување на млечноста кај жените користи, да речеме, многу препарати. Да речеме, еден од тие препарати е прехранен препарат, тоа е бозата, нели, а тоа е традиционален наш напиток, кој се прави од просо, но истовремено да истакнам дека нашиот народ користи лековити растенија за зголемување на млечноста. Едно од тие растенија веќе јас опишав, тоа е растението ким, или латинското име му е карум карви, а денеска ќе зборувам за едностродно растение на кимот, ќе зборувам за коријандерот. Значи, коријандерот представува едно растение кој има многу широка примена. Има широка примена во фармацевската индустрија, во алкохолната индустрија, значи индустријата за добивање на алкохол, потоа се користи во прехрамбената индустрија, посебно во индустријата за суоместни производи како зачин, а исто така ова растение представува и медоносно растение. Инаку во некои западноевропски земји етеното масло од ова растение се користи во козметичката индустрија. Значи, гледаме дека тоа представува и лековито растение, и медоносно растение, но истовремено и другите индустрии може да имаат корис. Иначе коријандерот е едногодишно растение, секоја година се сади, представува типично медитеранско растение, значи го има на овие простори и сега се култивира од Северна Америка, Азија, Африка, Европа. Ке нас се култивираше многу во поранешна Југославија, во Војводина, а некои семејства култивираат и денеска, да речеме, на мали површини. Значи, секоја година се сее. Нормално растението расте високо некаде околу 80 см, има бели цветови до розаникави, а семето представува, да речеме, една топка, има сферичен облик и е мало, некаде 2 до 3 мм, и тоа семе за нас е многу значено и битно, бидејќи тоа има широка примена и во фармацевската индустрија, и во индустријата за добивање на алкохолни напитоци, напред се и во прехрамбената индустрија. Значи, рекоме дека за нас е интересно семето. Кога ќе го посееме коријандерот, некаде тамо во месец јули и август, кога ќе созреат некаде околу 70% од самото семе, се жнее нормално и со жнеењето порано нашиот народ го врзувал во снопја, го вршел, нели, со чукање, тресење, излегувало семето, а денеска тоа се прави многу модерно, нормално, со комбаи тоа се жнее и имаме одлично семе. Значи, кориандрум сативум е латинското име, али кориандри семен представува нешто што е многу битно и значено за нас како фармацевти. Инаку самото семе може да стои подолго време. Битно да нагласам дека има етерно масло, и етерното масло, ако не се чува соодветно, се чува на топло, на сонце, може да испари, да се намали неговата лековитост. Значи, мора да се водиме од тоа дека од берењето, сушењето и чувањето во голема мерка зависи лековитоста на ова растение. Иначе хемијски состав на коријандерот е целосно проучен. Да кажем дека етерното масло ги има доста, и тоа од 0,5 па некаде до 2%. И во тоа етерно масло има некои материи како што се борнеол, гераниол. Во растението, покрај тоа што има доста етерно масло, има многу протеини, 20% протеини, има јагнохидрати, скроп,
има нормално течно масло некаде околу 15% и да кажем дека има доста минерални материи, има органски киселини, но за нас е битно дека етерното масло всушност представува силен галактогок, односно ја зголема млечноста. Значи, од плодовите на ова растение може да се направат прво чаеви за бебиња, но и чај кој се користи за зголемување на млечноста кај мајките. Зошто се користи коријандерот и која е неговата лековитост? Прво да кажем дека коријандерот представува силен стомахик, ја подобрува стомашната функција, го подобрува метаболизмот и варењето на храната, смалува појава на диспепсија, лошо варење, смалува грчеви кај децата и смалува стварање на гасови во цревата. Така да речеме чаеви од ова растение се прават во тие беби чаеви, да речеме чај од бекутана, нашата компанија Алкалоид, во себе содржи и коријандер, содржи нормално и ким и содржи други лековити материи. Значи, кај бебињата, првата работа е, бидејќи имат лошо варење, бидејќи нивниот ензимски систем се уште не е развиен и доаѓа често пати до диспепсија, до грчеви во стомакот, до стварање на гасови, убаво е да тие деца добиваат чаеви и ние можеме да користиме готовиот чај бекутан, но можеме да речеме во домашни услови да припремиме чај кој ќе го направиме од ким и од коријандер. Значи, тоа е првата функција. Но не само кај бебињата, туку коријандерот може да го користиме, значи, при лошо варење кај возрастните. Значи, ако имате лошо варење, ако ви се дува стомакот, ако имате доста гасови, а да речеме треба да одите на некој општествен настан, добро да се напиете една чаша чај од коријандер. Тоа ќе го снема. Ако имате исто така грчеви, исто така ќе се намали болката. Сега сакам да нагласам зошто да речеме коријандерот е битен кај жената. Значи, ако мајката пие од чај од коријандер, или да речеме го комбинира со некои други лековити растенија, прво ќе се зголеми млечноста, ќе се зголеми продукцијата на млеко и дето ќе се храни многу поквалитетно. Тоа е многу битно. Значи, една од билките која е добар галактогок, значи чај кој ствара млеко и зголемува неговото лачење е коријандерот, но истовремено можеме да кажеме дека детето кој го цица тоа млеко и кој го користи во исхраната, преку мајчиното млеко доаѓаат етерните масла од коријандерот и кај тоа дете не се ствараат грчеви. Нема да ви плаче, нема да му се ствараат гасови, нема да има болки во стомакот. Значи, тоа е многу значајно и битно да често пати, ако мајката користи некој чај, преку мајчиното млеко, лековитите материи од тој чај доаѓаат кај бебето и доаѓа навистина до подобрување на состојбата кај бебето. Значи, ако знаеме дека првите 3 месеца бебињата често пати заради лошото варење и лошиот метаболизам често плачат, се вознемирени, често плачат и од се гладни или ако им е ладно, но повеќе затоа што имат грчеви во стомакот, многу гасови, лошо варење, лош метаболизам, имат метеоризми, мислам дека најдобрите чаеви за нив се кимот и коријандерот, затоа што преку мајчиното млеко, ако мајката пие чаеви, доаѓаат овие лековити материи, тие чаеви делуваат карминативно, го подобруваат метаболизмот и варењето и мислам дека кај децата нема да има проблеми. Мислам дека тоа е една добра порака и совет, почитувани пациенти, да знаете колку природата е силна и моќна и зошто коријандерот има толку силна примена, да речеме, во фармацевската индустрија, од кои се прават голем број на лекови, кои се користат за лекување на стомачни заболувања, но и како средство за стимулирање на млечноста кај жените. Какви лекови може да направите во домашни услови, почитувани пациенти? Во домашни услови од коријандерот може да направите чај. Бидејќи рековме дека коријандерот има многу етерно масло, треба да сте многу предпазливи. Чајот не се припрема со вриење, ниту со ладна вода, туку се припрема со врела вода на следниот начин. Една кафена лажичка до врв наполнета коријандер, значи плодови од коријандер, се ставаат на 300 мл врела вода, не смее да врие, треба да кисне 15 до 30 минути, се промешува неколку пати за тој период, се процедува, денеска земете 3 пати по 100 мл. И тоа ќе го земете на гладно и 2 часа после јадењето. Затоа што ако имате навистина лошо варење, лош метаболизам, ако имате стварање на гасови, ако имате грчеви во стомакот, крколење на цревата, коријандерот ќе ви помогне. И да кажам дека од коријандерот, почитувани пациенти, се прави тинктура. Тинктурата се припрема во однос 7:5, 50 грама плодови од коријандер се ставаат во тегла, се заливаат со 250 мл разбажен алкохол или ракија со концентрација од 40 до 50%, треба да ви стои 10 дена на темно место, секој ден се промешува неколку пати, 11 ден се процедува, лекот е стабилен 1 година. Се користи 3 пати по една кафена лажичка кај возрастни за подобрување на метаболизмот, варењето на храната, спречувањето на стварање на гасови, едноставно делува карминативно и намалува болки. Значи, гледате, почитувани пациенти, дека во домашни услови и некои семиња кои се користат, значи, во прехранбената индустрија, можеме да ги искористиме. На крајот да повторам дека коријандерот представува одлична природна суровина за добивање на лекови, кои имаат многу широка примена во педиатријата, но пред се за подобрување на млечноста кај жените и современо има широка примена
во други индустрии, пред се прехрамената индустрија, козметичката индустрија, индустријата за добивање на алкохол, а рековме дека тоа представи медоносно растение. Почитувани мајки, треба да негувате вашите деца затоа што раѓањето на здрави деца, нивното здраво чување, но пред се квалитетно хранење и спречување на сите оние симптоми кои се појават на почетокот од нивниот живот заради лошиот метаболизам и заради невоспоставувањето на почетокот на ензимскиот систем од сите внатрешни органи, може да има проблем, навистина представува една ваша оврска. Природата создала лековите материи, искористете ги и веруваме дека ќе бидете задоволни, а деца помалку ќе ви плачат. Ви посакувам постојни пациенти да имате многу здраве до наредната емисија. Нови совети и препораки од господинот Илчо Захариев веќе и во утрешното издание на Визита, а ние да ја завршиме ова наша денешна тема и наша денешна визита. Уште многу кратко време, но ќе биде доволно последните совети и препораки токму од ваша страна, доктор Фидановски, до нашите гледачи. Кога станува збор за доенчињата? Да, значи, она што и најчесто и се прашува, нели, во нашите ординации кои доаѓаат по однос на излегувањето надвор, престојот надвор од домот и начинот на облекувањето. Јас велам дека може веднаш уште да се излезе надвор, нема некоја возраст после која до која не смее, а после која смее да се оди надвор. Значи веднаш после доаѓањето, нели, од болницата, породувањето, после неколку дена веќе кога ќе се фати некој ред дома по однос на исхраната, може да се излегува надвор. Ова е период идеален. Децата што се сега, да речеме, во овој период или претходниот родени, веќе влегуваат во овој период кога не е многу топло времето, а сепак е стабилно и треба да се користи да се оди во природа. Однос на облекувањето, ќе ги облекувате бебињата така како што сте вие облечени, односно вас како што ви е згодно или комотно. Ако сте со куси ракави, истото треба да го направите и на бебето и секогаш гледајте да излегувате време кое што е, велам, стабилно. Значи, не е толку важна температурата, колку што е важно да нема ветар и да нема дожд, да не врне. Значи, ако имаме стабилно време, без разлика колку е таа температура, може слободно да се излезе надвор и да се престојува одредено време, зависи од тоа од сонцето во утринските часови многу подобро, нели? Многу е подобро, посебно сега летен период кога ќе дојде, користете секогаш капче. Значи, може куси ракави панталончиња да биде облечено, меѓутоа бебето да има секогаш капче на главата, летно капче и внимавајте, сега е период кога се оди, нели, на езеро или на море, се излегува на плажа. Во првите 6 месеци не е добро многу да се изложува детската кожа на сонце. А ако тоа се изложи, да биде краткотрајно и секогаш да се користи заштитен фактор. Има креми кои што се специјално наменети за бебињата со фактор најмалку 30 заштитен, така да секогаш да биде кожата, дури за шетање во град, треба да се користи заштитен фактор и избегнувајте предолго изложување на нежната детска кожа во првите 6 месеци на пресилно сонце. Така. Да се следат секогаш потребите и ритмот на бебенцето, ќе знаат родителите и посебно мајката. А не на родителите. Нели, така, да. Како да се направи најдоброто за него. Ви благодарам многу што ни бевте денеска на визита. Благодарам на поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете со програмата на Канал 5 телевизија. Имајте убав и пријатен ден. Нова визита имаме утре, 10 минути пред 11 часот. Довидување.